29-годишната Софија Бејковска-Чачоровска го преплива Охридското езеро во должина од 30 километри. Таа во текот на вчерашниот ден уште од раните утрински часови тргна од Свети Наум и по 10,5 часови поминати во вода, а пристигна на својата цел во Охрид. Токму за овој успех во денешното информативно издание на телевизија Мега разговараме токму со Софија. Здраво пред се, да ти честитам за овој голем успех што го постигна. Како се чувствуваш? Малку изморена, здраво право на сите. Фала за честитањето. Малку се чувствувам изморена, нормално, после 10,5 часа. Но радоста ми е стварно голема, уште сум збунета, уште не можам да поверувам дека си остварив целта од дете што си имам зацртано, која мислев дека секоја година као што сум повозрасна дека нема да ја остварам, дека ќе ми остане само желба. Но ова лето некако се ангажирав повеќе и се решив. Така што колку и да сум уморна, сум многу посреќна од кога што сум уморна. Така, кажавме дека 10,5 часа го пливавте Охридското езеро, должина од 30 километри. Беше ли тешко и дали имаше моменти, кризни моменти, кога чувствувавте дека тоа е тоа, или можеби почувствувавте дека нема да го допливате до крај, или бевте цврсто убедени во вашата одлука дека ова е тој момент кога мора да ја остварите целта, како што кажавте, која што имавте уште од мали нозе? Вака, првично кога тргнав, првите, да речеме, околу 17-18, можеби 20 километри бев постојано насмејана и издржував постојано. Дури ги прашував луѓето на кајчето дали се добро, дали се чувствуваат добро. Кога ќе застанавме, бидејќи на секој 20-30 минути требаше и храна, на маратонците им се дава храна во чаша. Така што бев добра, но подоцна ме фати на криза, бидејќи долго време бев во вода. Некаде на кој 8-7 километри пред крајот, се велев, значи сега толку исплива и се ќе се откажеш, но многу повеќе мислев и на другите луѓе кои што ми даваат цело лето поддршка, исто така си мислев и на желбата и она што цело време ми беше иницијативата за да се направи покриен базен, за апел до јавноста дека нас ни треба во Битола затворен базен, па беше поголема желбата да стигнам до целта отколку кризата која ме фати за да престанам да пливам, а нормално дека постојат такви кризи и дека има моменти кога ќе се речеш доста, не можам повеќе, но се издржува и многу важна поддршката од кајчето, кое што ако немав таква поддршка од кајчето немаше да можам да издржам. Чичко Кире тренерот постојано ме бодреше, знај, бидејќи тренер, знај како е кога ќе пратиш маратонец, дека мораш цело време да му зборуваш ајде за да издржи. Исто ми беа многу голема поддршка и сопругот и таткото што беа со мене во кајчето, заради тоа што пак ми се многу блиски луѓе кои што е важно да се покрај тебе во такви моменти. Добар ден и за вас, пред се верувам дека сте посебни, горди на овој успех кој што го постигна Софија. Добар ден и поздрав, многу благодарам, да кажем и неколку зборчина за овој маратон. Јас како долги години се занимавам со маратонско допивање, исто така сум и долго години со маратонците, интернационалните маратонци, така да беше ова година посебна година каде што Софија издржи желба да го исплива маратонот. Сигурно со тие кратки припреми, но јас сум задоволен од тоа. Го испливавме маратонот, му кажавме на Битола дека и Битола има една дъвка и дека понатака ќе дојдат млади луѓе кои што по патот на Софија ќе почнат да се занимаваат со тој спорт. Ке ти посакам уште еднаш премногу успеси, Битола е горда на тебе. Фала ви многу, фала, поздрав до сите што ме поддржува и во Битола и надвор од Битола. Поздрав до сите што ме поддржува и во кајчињата кога дури пливав, заради тоа што е многу важно и од бродовите, луѓето што ми довекуваат од плажите. Не можев сите да ги слушам, не можев сите да ги поздравам, затоа сега ги поздравувам. Фала ви многу и се надевам дека уште многу млади деца
ќе се занимаваат со овој спорт и ќе остваруваат уште поголеми успеси од моите. Ова е само почеток за битола, посебно е за женскиот пол, пошто сум прва битолчанка. Се надам дека ќе има други битолчанки поуспешни од мене кои што ќе го спливаат Охридскиот маратон.